Членовите на Кочанскиот огранок на Сдруженијето на стечајни работници УНИТ очекуваат позитивни ефекти од најновите измени и дополнувања на Законот за стечајни работници, што деновиве беа изгласани во парламентот. Отстапувањето во сила на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатија во доминантна државна собственост, досега статусот им е решен на околу 450 стечајци од Кочани. Со најновите измени и дополнувања, потенцијално уште стотина незгрижени стечајци можат да го решат своја статус и да добиваат паричен надоместок. Отстапувањето во сила на законските одредби досега беа опфатени околу половина од евидентираните кои добиваат месечна финансиска поддршка од државниот буџет. Од Сдруженијето очекуваат надоместокот да го добиваат и останатите кои ги исполнуваат законските услови. Во евиденцијата на Сдруженијето УНИТ во Кочани пред донесувањето на законските одредби имаше околу 800 стечајци и дел од нив веќе финансиски се обезбедени и го примаат месечниот надоместок од 8.000 денари. Во меѓувреме упатен е јавен повик до останатите членови кои ги исполнуваат условите да се пријават. Ги повикаме стечајните работници на општина Кочани и Технолошкиот вишок на 17.1. ова година да се јават во Агенцијата за вработување заради апликација по последниот бран за стечајни работници. Во огранокот на УНИТ во Кочани во моментот немаат точна евиденција колку поранешни вработени со непрекинат работен стаж од 15 години во некоја од државните фирми што беа ликвидирани, ги исполнуваат условите за добивање финансиски надоместок. Причина за тоа е што дел од нив го оствариле правото за пензија, а извесен број се и починати.